А веќе е поставен систем за дигитално канцеларијско работење, кој моментално е во една тест фаза. Паралелно се работи на два начини, односно традиционален метод на архивирање, имаме и дигитално архивирање. Ова е се со цел да се воспостави една стабилност и прилагодување на сите вклучени сектори, а веќе на почетокот на наредната година планираме да започнеме со една целосна дигитална архива, која што ќе овозможи целосна заштита на материјалите и полесна достапност и пристапност на истите. Но истовремено мора да напоменам дека во тек е интеграција на системот со дигитализиран материјал од периодот од 1986 до 2016 година, кој што ќе биде целосно достапен на веб страницата на Собранието, и така да граѓаните, медиумите и истражувачката заедница ќе имаат многу полесен пристап до законодавната архива на Собранието. Еден од приоритетите на Собранието е постојано да ја збогатува содржината на веб страницата, со нови, релевантни и лесно достапни содржини. Целта е да се обезбеди поголема транспарентност на Собранието и јавноста во секој момент да има пристап до сите оние релевантни содржини кои што ја засегаат работата на парламентот. Веб страницата е така замислена како една динамична платформа која постојано ќе се надоградува, ќе се адаптира како за потребите на Собранието, но пред се за потребите на граѓаните и јавноста. И е една, може да кажем, жива материја која што постојано ќе биде надградувана и усовршувана. Во моментов како веб страница функционира стабилно, е достапна без прекини и представува сигурен канал за информирање. Ажурирањето го врши професионален тим на службеници во Собранието и навремено ги објавуваат содржините. Дел од содржините, како што се материјалите од пленарните седници, се поврзани директно и се интегрираат преку системот Е-парламент, што возможува една конзистентност и навременост во објавување на законите и останатите документи поврзани со законодавната постапка, а во однос на безбедноста на веб страницата, може да кажем дека е заштитена со повеќе слојни системи на заштита, кои вклучуваат заштитни зидови, системи за детекција и превенција од напади, редовни безбедносни ажурирања се врши, има постојан мониторинг на истата. Инфраструктурата е така поставена да обезбеди висока отпорност од оние, да ги наречам, сајбер закани, кои што најчесто се случуваат на хакерски напади и слично, да, и што ја овозможува на јавноста безбедно да пристапува до информациите и без ризик од нарушување на достапноста и интегритетот на податоците на истата.